Ограничување на капацитетот на луѓе во јавниот превоз до 50%, целосна забрана за секакви настани и крај на работното време на сите економски субјекти да биде до 23 часот. Се дел од мерките што Комисијата за заразни болести во понеделник е можно да ги предложи до владата, доколку зголемувањето на бројот на заразени со ковид продолжи во текот на викендот. Председателот на Комисијата за заразни болести Караџовски вели дека тоа не зависи само од нив, туку најмногу од тие кои што треба да ги почитуваат мерките. Повторувам, објектите каде што се собираат млади, кафичи, кафани, ресторани и се она што се вика стварање на услови за респираторен контакт, не носење на заштитна маска, поготово во затворени простории каде што дел од луѓето не може да одржуваат дистанца, а не носењето на таа маска треба да биде казниво и треба на народот да му се стави до знаење дека не може така да се однесува. Не може кој како сака да се однесува во состојба кога државата гори од голем број на случаи. Трета мерка која што ја предложив, аз се надевам дека ќе биде усвоена, да имаме и други рестрикции, се со цел да го избегнеме полицискиот час. Значи, одредени објекти ќе мора да затворат порано. Ќе видиме дали статницата ќе биде 22 или 23. Нема повеќе групирање од 4 луѓе во било какви услови. Значи, не можете да речеме, никој мене не може да ми влезе дома за да провери дали сме 4 луѓе. Никој тоа не го бара од нас. Никој тоа нема ни да го прави, ни полицијата. Меѓутоа, таму каде што има свирка, таму каде што има гунгула со поголем број на луѓе, полицајецот ќе може да влезе и да види што станува збор. Караџовски вели дека во моментот не размислуваат за воведување на полициски час, но доколку продолжат да се зголемуваат бројките, не е исклучена можноста и да се воведе. Ние не размислуваме во моментот, меѓутоа секогаш што ставаме одстојание дека еден ден може и тоа да ни се случи. Зошто? Ако ни отидат бројките на 500, 600, 1000, ќе бидеме приморани тоа. И јас секогаш се надевам дека населението е тоа што ќе ни помогне. Оние кои што треба да придонесат за намалување на бројот не сме само ние, толку и тие кои што треба да ги почитуваат мерките. Ситуацијата со бројот на заболени во Струмица е загрижувачка. Вчера беше повторно втора по град на заболени со 30 нови позитивни случаи.